Добро вечер. Бесплатниот градски привоз кој беше воведен од вчера поради загадувањето на воздухот, од утре се укинува. Со оваа информација ги започнуваме урбаните вести, а за повеќе содржини останете со нас. Буџетот на град Скопје за 2018 година изнесува 6,2 милиарди динари. Доделени наградите големата мајка во Газибаба. Волшебната елка ги исполни желбите на децата од згрижувачките семејства. Коста Петров е најчитан автор за 2017-та. Буџетот на град Скопје за следната година ќе изнесува 6,2 милиарди динари и е за 10% помал од буџетот во 2017 година. Акцент ќе се стави на подобрување на животната средина. 6,2 милиарди динари ќе изнесува буџетот на град Скопје за 2018 година. Во секторот за заштита на животната средина се планирани 141 милион динари, што представува речиси 3 пати повеќе од ребалансот на буџетот од 2017 година, кој што за овој сектор предвиде само 48 милиони динари. За реализација на планираните проекти за заштита на животната средина во 2018 година, со финансиска подршка од град Скопје, граѓаните ќе добијат 10 милиони динари субвенции при набавка на инвертери за затоплување, а 15 милиони динари за субвенционирање за печки на пелети. Градоначалникот на град Скопје Петра Шелегов истакна дека со новиот буџет градот ќе се трансформира, а 4,2% од основниот буџет се наменети за капитални проекти за животната средина. Градот Скопје со новиот буџет започнува да се трансформира. Ќе бидете горди што ќе бидете дел од новата приказна наречена Скопје. Продолжуваме со проекти кои што се за доброто на граѓаните. Продолжуваме со се што ќе биде добро за скопјани. Истовремено ќе започнеме и со едни сосема нови проекти во Скопје за животната средина, за подобри услови за велосипедистите и пешаците, регистар на куќиња, подобрување на хигиената во градот, подобрување на јавниот превоз. Акцентот го ставаме на подобрување на животната средина, развивање на транспортната мрежа, дел од патната инфраструктура во градот, комуналната инфраструктура, изградба на системи за водоснабдување, односно за инвестиции кои ќе придонесат индиректно подобар економски раст и развој на Скопје. Покрај субвенциите од 20 милиони динари за јавното сообраќајно предпријатие за бесплатен превоз во деновите на алармантно загадување на воздухот, новитет во градскиот буџет е планираното субвенционирање од 100 милиони динари на ЈСП при набавка на зглобни електрични автобуси. 100 милиони динари се планирани и за јавно зеленило. За училиштата ќе се обезбедат 90 милиони динари за реконструкција на енергетско ефикасни фасади, како и 12 милиони динари за опремување на училниците со прочистувања на воздух. Во склоп на буџетот за 2018 година предвидени се и зелени проекти за кои има 10 милиони динари за кофинансирање на изработка на зелени кровови на соодветни институции. Развојниот буџет предвидува и дополнителни проекти кои директно или индиректно влијаат во заштитата на животната средина, а се во делот на инфраструктурата што вклучува изградба, одржување и реконструкција на велосипедски патеки. Средствата се зголемени за 3 пати и изнесуваат 30 милиони динари, а граѓаните ќе добијат и дополнителни субвенции од 10 милиони динари при набавка на велосипеди. €500.000 ќе изнесува буџетот на општина Бутал за наредната година. На денешната седница на Советот не присуствуваа советниците од ВМРО ДПМН во знак на револт за притворените од 27 април. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски денеска ги додели наградите големата мајка. Наградите ги добија граѓани од Газибаба заслужни за особен придонес во повеќе области во општината. Денеска имав посебна честа во името на општината да ја доделам наградата големата мајка за 2017 година на луѓе и поединци и фирми кои што навистина во своите области направија афирмација најголем вложен труд и од таа страна, како градоначалник, искористив шансата на Елизабета Георгиевска за остварување во областа на образованието и воспитувањето да доделиме оваа награда. Исто така на Општинскиот сојуз на училишен спорт на Газибаба за значените остварување во областа на спортот, на господин Љубе Антовски за остварување во областа на аграрот, на магистар Ана Петровска за значење за остварување во областа на
хуманоста и солидарноста, на магистар Елена Конзурова за остворање во областа на културата, на фирмата ФАМЕ за значење во остворање на областа на уметноста и на доктор Благица Цекова за остворање во областа на науката. Ова е само мала мотивација која што како градоначелник и како општина традиционално на сите луѓе и поединци кои што во изминатиот период навистина вложија многу труд во одредени проекти, ние тоа ќе го мотивираме и во наредниот период исто ова награда од наша страна ќе биде доделувана. Поради енормното загадување на воздухот, општина Аеродром ослободи од работни обврски 69 лица, а работниците на отворено ќе работат од 11 до 17 часот. Општината апелира до граѓаните да ги следат препораките од надлежните институции во однос на намалувањето на загадувањето. Следејќи ги препораките на Министерството за животна средина и просторно планирање и соодветно сопствените заложби, општина Аеродром ослободи од работни обврски вкупно 69 лица. Бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прилежан миокарден инфаркт или мозочен удар, а се во работен однос во општина Аеродром. Без разлика на возраста, денеска се ослободени од работните обврски. Конкретно станува збор за 42 сезонски работници, 5 вработени во општинската администрација и 22 лица од кадарот на градинките и училиштата на територија на општина Аеродром. Исто така работниците на отворено ќе работат од 11 до 17 часот, се додека е надминат прагот на алармирање. Општината апелира до граѓаните да ги следат препораките од надлежните институции во однос на намалување на загадувањето и ги замолуваат за разбирање доколку настане привремен застој во работењето на комуналните служби заради ослободување на речиси половина од сезонските работници. Волшебната Елка денеска им ги исполни желбите на сите 80 дечиња од згрижувачките семејства на територијата на град Скопје. Со новогодишна представа и Дедо Мраз, овие дечиња ја почувствуваа новогодишната еуфорија. Новогодишната елка не е само украс и символ на празниците, барем не во очите на децата од згрижувачките семејства, кои секоја година со нетрпение го очекуваат наближувањето на новата година, а со тоа и украсувањето на волшебната елка, која секоја година го разубавува трговскиот центар Рамстор, а им ги исполнува желбите на дечињата, кои ги пишуваат на ливчиња во форма на лампиони, а потоа ги прикачуваат на елката. Инспирација за една ваква хумана традиција е идејата дека секој човек, а посебно дете, треба да се чувствува убаво и среќно за време на новогодишните празници. Токму затоа, Црвениот крст на град Скопје во соработка со Рамстор Мол и меѓуопштинскиот центар за социјална работа, поддржан од Комерцијална банка, и оваа година организираа новогодишна приредба за децата сместени во згрижувачките семејства. Веќе добро познатата волшебна елка и оваа година им ги исполни желбите на децата кои посакуваа играчки, облека, велосипеди и многу други работи кои едно дете би ги посакало. Сузана Тунева-Пауновска од Црвениот крст истакна дека во 2018 година бројот на волонтери дел од овој проект ќе се зголеми, што според неа зборува за фактот дека младите луѓе во градот Скопје чувствуваат потреба да ја изразат хуманата димензија што ја носат во себе. Волонтерите на Црвениот крст на град Скопје во текот на целата година се дружат со овие деца и со згрижувачките семејства се со цел да им се помогне во нивната социјализација, помош во изработката на домашните задачи, секако прошитките низ нашиот главен град и поддршката на самите семејства. Ние нив ги чувствуваме како дел од нашето големо хумано семејство на Црвен крст и во 2018 година продолжуваме со истите активности. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека згрижувањето деца во згрижувачки семејства е многу потребна и важна, со цел децата да имаат похумана грижа кога немаат биолошки семејства и да имаат што поголема топлина најблиска до можните биолошки семејства. Оваа форма за мене како министер и за Министерството на згрижување на деца е многу потребна и многу важна. Токму во насоката за трансформација на големите институции, како Демиркапи 11 октомври, 25 мај, Бања Банско, одиме со што поголем број на градење капацитети на згрижувачки семејства и создавање нови капацитети во истите, но исто така и трансформација на големите институции во мали групни домови. Се со цел децата да имаат што похумана грижа
кога немаат биолошки семејства и да имаат што поголема топлина најблиска до можните биолошки семејства. Со подарувањето на облека и играчки, не им ги исполнуваме само желбите на децата, туку им подаруваме и насмевки и моменти вредни за памитење. Хуманите луѓе и оваа година направија големо дело, го развеселија детското срце. Коста Петров ја доби наградата за најчитан автор за 2017 година. Неговите книги се продадени во над 20.000 примероци за помалку од 3 години. Коста Петров е прогласен за најчитан автор за 2017 година во Градската библиотека Браќа Миладиновци. Комисијата својата одлука ја донесе врз база на резултатите добиени од системот ЦОБИС за најпозајмуван автор во сите централни библиотеки и подрачни единици на библиотеката. Тој е еден од најпродаваните македонски автори. Неговите 3 книги Се гледаме на врвот, Стравот и Нашето последно кафе се продадени во над 20.000 примероци за помалку од 3 години. Во 2013 година престижниот светски бренд Джони Вокер го прогласи за личност на годината во Македонија. Па навистина чувството е прекрасно. Неочекувана беше наградата. Јас не пишувам книги за да бидам најпродаван или најчитан и за вакви нареди пишувам книги кои што на еден начин сакам да ги инспирираат читателите да веруваат дека без разлика колку е темно секогаш светлината победува и дека најголемата светлина се крие во сите негативни работи, бидејќи тие онди ги учиме најголемите лекции. Петров е основач и извршен директор на P-World, глобална креативна агенција формирана во Македонија. За својот придонес во индустријата на настани и медиуми, 2 пати се најде на листата на 30 највлијателни луѓе во индустријата за настани на Југоисточна Европа на Конгрес магазин. Во рамки на манифестацијата во библиотеката Браќа Миладиновци беа доделени и благодарници на институции и поединци за успешна соработка во 2017 година. Вклучување на сите деца во предучилишните и училишните установи, обезбедување на лични документи за секое дете, обезбедување на парична помош за социјално загрозените семејства и обезбедување на чист воздух се дел од препораките на првата детска амбасада во светот Мијаши, упатени до Собранието на Република Македонија. Првата детска амбасада во светот Мијаши денеска го презентираше извештајот за застапеноста на детските права во работата на Собранието на Република Македонија за текот на 2017 година во рамките на проектот Имплементација на Конвенцијата за заштита на правата на детето во Македонија. Овој проект детската амбасада Мијаши го спроведува заедно со Младинскиот образовен форум и коалицијата на младински организации Сега, која е носител на проектот. Самиот проект е поддржан од детската фондација Песталуци. Председателот на Мијаши Драги Змијанац при презентацијата на извештајот нагласи дека обврска на Собранието во наредниот период треба да биде обезбедување на квалитетно образование и вклученост на децата во предучилишните установи, но и да се води сметка за бројот на ученици во една паралелка, како и на бројот на деца во градинките. Но она што сметаме дека треба пратениците да посветат повеќе внимание во иднина е правото на квалитетно образование, пред се децата да бидат вклучени во задолжителниот процес на основно и средно образование, без нивна исклученост со злоупотреба на деца, нивниот труд, да посветат внимание во однос на децата кои се без извод од матична книга на родените, децата кои не се невидливи во државата и не можат да остварат ниту едно право, вклучително и правото на образование, и да обрнат внимание за рано вклучување на децата во предучилишните установи, бидејќи предучилишните установи се воспитно-образовни, изгрижувачки и на тој начин ќе се искорени можноста за злоупотреба на децата и нивниот труд. И исто така да обрнат пратениците внимание дека имаме голем број на деца во паралелките и во градинките и во основните и во средните училишта и на тој начин се доведува во прашање квалитетот на образованието во државните градинки и училишта. Змијанац додаде дека е многу важно Министерството за труд и социјална политика да превземе одговорност околу социјалните случаи, наместо јавноста која често пати се мобилизира и ја покажува својата хуманост. Сметаме дека државата не смее да се доведе во прашање на мобилизирање на граѓанството за давање на социјална помош на ранливи категории семејства, пред се деца,
преку мобилизирање и нивно објавување во јавноста за да граѓаните се солидаризираат и помагаат. Имало такви многу случаеви, секоја чест медиумите помагаат, но јас мислам дека треба тоа да биде главна задача на Министерството за труд и социјална политика и центрите социјална работа, за да не ги доведуваме во прашање да бидат медиумите во таква улога да го мобилизират граѓанството, граѓанството е сензитивно, сака да помогне и на тој начин државата да се амнестира од одговорност да им помага во редовна постапка на овие ранливи категории на деца. Не помалку важно, нагласи Змијанац, е и обезбедување на чист воздух во училиштата и градинките, каде престојуваат децата, односно обезбедување на пречистувачи на воздух за секоја училница посебно на територијата на најзагадените градови во Македонија. Кракот од улицата 30 во населеното место Љуботенски пат наскоро ќе биде асфалтиран, откако екипи на општината ги направија неопходните подготовки, од вадење на долниот слој, тампонирање и валирање. Деновиве општина Бутел ја завршува темелната реконструкција на крак од улицата 30 во Љуботенски пат. Како што информираше градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, станува збор за делница долга 190 метри и широка 3,5 метри. Улицата доби и тротоар со ширина од 1,5 метар, од бекатон плочки, обрабен со мали и големи рабници. Смилевски додаде дека улицата е тампонирана, но асфалтирањето ќе биде одложено поради зимските услови и прекинот на работата на асфалтните бази. Завршени се градежните зафати. Тука градиме една нова целосна улица со тротоари. Улицата е долга од 190 на метри и тротоари широки 1,5 метро. Улицата е 3,5 метра и мислам дека ќе биде добро за граѓаните кои што живеат на оваа улица. Иако улицата е мала и имаме малце куќи на кои што живеат, мислам дека во Љуботенски пат ќе направиме добри инвестиции во наредниот период и луѓето нема да ги двојме која улица колку живеат и каде живеат луѓето. Затоа општината, рековме, ќе биде отворена и во наредниот период ќе изградиме многу повеќе улици како оваа. Вредноста на овој проект изнесува 805.473 динари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во текот на утрешниот ден делови од Ѓорче Петров и неколку скопски села ќе останат без електрична енергија. Корисниците од селото Љубош, како и корисниците лоцирани на пат за село Количани и на стариот пат од Драчево кон село Батинци, сите стопански и нестопански објекти на патот за Батинци, објектите на фирмите Зинес, Беровиќ, Бетон и Златна рака, утре од 8 часот и 30 минути до 13 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Во периодот од 9 до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат и дел од корисниците од улиците Кичевска и Манчуматак во општина Ѓорче Петров. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипите на ЕВН Македонија. Утре ќе има слаб локален дожд, а слаб снег ќе има и на некои повисоки места во западните делови од државава. Во деновите од викендот, како и за време на новогодишната ноќ, се очекува стабилно и суво време со умерен ветер. Во продолжение, метеомамите.
И уште една информација пред да се одјавиме. Околу 450 дичиња кои живеат во сиромаштија добија подароци од пријателите на Сдруженијето Проект Среќа во рамките на акцијата И јас сум Дедо Мраз. Новогодишната кампања почна на 1 декември со цел да обезбеди новогодишни подароци за децата чии семејства не можат да си дозволат да им ги купат. Како изненадување, подароците во нивните домови или во институциите каде што престојуваат им ги донесе лично Дедо Мраз. Дедо Мразот на Проект Среќа е се уште на пат низ Македонија и планирано е да се израдуваат вкупно околу 1000 деца. Повеќе македонски јавни личности и компании донираа подароци за нив. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.